Резерватот на фламинга во Јужна Африка се празни. На локацијата можат да се видат стотици мртви розови птици. Операцијата за спасување ја организираа локални групи, заедно со властите чија надлежност е заштита на животната средина. Треба да ги спасиме најсилните, тие се најважни, и да ги пренесеме на друго место. Високите температури ги оштетуваат јајцата, со тоа што ја уништуваат нивната влажна заштитна обвивка. Внатрешната мембрана се суши, заради што и испилените младенчиња тешко преживуваат. Нашиот ден започнува во 4 наутро. Прво ги храниме, а потоа ги надгледуваме. Подготвуваме храна, чистиме. Птиците да бидат згрижени. За жал иднината не изгледа добро, велат од одделот за заштита на животна средина на Јужна Африка. Проблем е што не се очекува дожд наскоро, тоа може да ги натера мајките кои се уште се со младенчињата да одлетаат. Ако тоа се случи, ќе останат незгрижени повеќе од 3000 пилиња. Ова може да биде катастрофа. Локалните рудници за дијаманти платиле за летот со кој биле пренесени првата група од 900 птици во Преторија на оддалеченост од околу 550 километри. Пилињата се пренесени на имотот на Байк Полхиус, кој го отворил својот дом за нив како привремено засолниште. Тој вели дека враќањето на птиците во природната средина носи предизвици. Голем проблем во втората фаза е да се навикнат дека луѓето нема да им помогнат таму. Нивното реинтегрирање во фламинго заедниците е голема непозната. Не се знае ни каде ќе биде нивното постојано живеалиште. Тимот за спасување вели дека птиците ќе поминат 3 или 4 месеци на рехабилитација на различни локации пред да бидат пуштени во дивината.